Меѓународниот ден на трудот е меѓународен празник кој се празнува на 1 мај и е посветен на борбата за зачувување и унапредување на правата на работниците. Меѓународниот ден на трудот е државен празник во повеќе земји во светот. Во Македонија главно празникот се користи како ден за екскурзии во природата. Со оваа вест го започнуваме денешното издание на Урбаните вести. Зошто го славиме 1 мај? Надлежните апелираат за почист 1 мај по излетничките места. Со скромен семеен буџет, скромен е и Великден. Поминувајте на пешачки премин за да не настрадате. Од денеска до 31 мај трае конкурсот за државната награда 11 октомври. Први мај, меѓународниот ден на трудот, се празнува како знак на почит кон жртвите на штрајкот кој се одржал од 1 до 4 мај во 1886 година во Чикаго. Кај нас, како по обичај и традиција, празникот се прославува низ излетничките места со скара и малку повеќе алкохол. Томислав Атанасовски. Денот на трудот е меѓународен празник кој се одбележува на 1 мај и е посветен на борбата за зачувување и напредување на правата на работниците. 1 мај се празнува како знак на почит кон мртвите на штрајкот кој се одржал од 1 до 4 мај во 1886 година во Чикаго. Целта на штрајкот на околу 4000 работници била да се издействува воведување на 8-часови на работен ден. Полицијата употребила сила и имало жртви. Организаторите на штрајкот биле изведени на суд, а 4 од нив биле погубени. Во спомен на жртвите во Париз се донесена декларација со која работниците се повикуваат на масовни демонстрации на 1 мај за да ја подобрат својата положба. Оваа декларација ја донела Втората интернационала на својот основачки конгрес во 1889 година. Од тогаш празникот е манифестација на класната солидарност на работничката класа во светот, а следбеници на иницијативата се сите работнички синдикати во светот. Во Македонија првиот синдикат е основан во 1908 година, поточно синдикатот на чевларските работници. Сојузот на синдикати на Македонија денеска организира мирен протестен марш за да потсети на проблемите со невработеноста, загрозените работнички права, ниските плати и неадекватните здравствени услуги. Во светот исто така на овој ден се одржуваат мирни протести. Во Македонија до 2006 година 1 мај се празнуваше 2 дена, а сега се празнува само 1 ден. Голем дел од помладата генерација го сметаат за ден на пикник од скарата и по некоја капка алкохол, притоа не знаеки какво е неговото историско значење и како се стекнале правата кои денес ги уживаме на работните места. Јавното предпријатие Паркови и зеленило упатува апел до граѓаните кои за првомајските празници ги посетуваат излетничките места низ Скопје и околината. Од нив бараат да внимаваат и да ги почитуваат правилата за посета во природа, кои се испишани на информативни табли. Исто така апелираат да не фрлаат отпадоци, да не ги уништуваат видиковците, клупите и корпите за отпадоци. Ивана Митковска. Поволните временски услови за време на правомајските празници ги преполнија излетничките места во околината на Скопје. Во добро друштво, музика и богата трпеза, граѓаните уживаа за време на денот на трудот. Но откако ќе помине првомајската треска, секоја година излетничките места се претвараат во диви депонии и потоа се потребни неколку дена за да се исчисти ѓубрето расфрлано од несовесните граѓани. Затоа од јавното предпријатие Паркови и зеленило апелираат до граѓаните што денот на трудот го прославуваат на излетничките места да не распалуваат скари, да го фрлаат ѓубрето во кантите за отпадоци и да не го уништуваат јавното зеленило. Особено акцентираат да не се пали оган, односно скара на отворено, посебно на водно, каде што важи и строга забрана. Се замолуваат граѓаните да не фрлаат отпадоци, да не ги уништуваат парковските елементи, како видниковците, клупите и кантите за отпадоци, бидејќи законот за јавна чистота важи без разлика дали се празници или не. Инспекторите ќе бидат на терен и за 1 и за 2 мај и ќе ги казнуваат прекршителите. Казната за палење оган на јавна површина е 50 евра. Најголемиот апел е насочен кон подигнување на свеста дека со фрлање на отпадоци не само што се уништува и загадува природата, туку самите себе си го загрозуваме сопственото здравје. Во недела на Великден во дворот на црквата Свети Петар и Павле во Горно Лисиче ќе се одржат традиционалните 25 великденски средби.
Великденските средби традиционално секоја година на Великден ги организира црковниот одбор на православниот храм под покровителство на општина Аеродром. Средбата ќе започне во 10 часот и 30 минути веднаш по завршувањето на великденската литургија во црквата. На манифестацијата со богата културно-уметничка програма ќе настапат голем број естрадни звезди, а според досегашното искуство се очекува присуство и на голем број граѓани. Оваа година на великденските средби се очекува да настапат Благица Павловска, Благоја Груевски и Анастасија Петревска, Скипи Викторија Лоба, Перо Цаца, како и културно-уметничкото друштво Никола Јонков Апцеров, од Горно Лисиче и оркестарот Фортуна. Црковниот одбор ги повикува православните верници да се приклучат во прославувањето на овој голем христијански празник и да ја посетат црквата Свети Петар и Павле, чии порти се отворени за сите граѓани. Традиционалната великденска гозба од година на година се поскромна. Граѓаните се едногласни во тврдењето, цените на пазарите треба да се снижат, за да може секој достојно и свечено да го прослави Великден. Сепак, како што е редот, црвените јајца нема да изостанат во ниту едно православно семејство. Елизабета Дамјановска. Намалениот семеен буџет дефинитивно се одразува врз животот, но и расположението на граѓаните. Високата невработаност, ниските плати, економската криза и вечната транзиција удрија силно по джебот на граѓаните. Така, во очи на најголемиот христијански празник Великден, поголема е грижата како да се поврзе крај со крај во месецот, отколку грижата за подготвување на традиционалната великденска гозба. А за да биде маката уште поголема, во крвта на македонскиот менталитет е пред секој празник да се зголемуваат цените на продуктите, без кои не може да се замисли ниту една празнична православна трпеза. Така, например, пред Божик се луксус костените, а пак пред Великден јајцата. Символот на православието, црвеното великденско јајце, со кое се пречекува секој добронамерник, за жал оваа година ќе биде луксус во голем број семејства. Кај верниците владее мислење дека оваа година традиционалната великденска гозба ќе биде нешто поскромна од изминатите години. Ако порано не можело да се замисли Великден без печеното јагнешко месо, годинава јагнешкото ќе изостане. Кризата, од која никако не можеме да излеземе, се чини се повеќе придонесува за намалување на празничната еуфорија. Па цените не одговараат, би требало да бидат пониски сега за празниците. Требало да секој да има достап, да си дозволи, да си купи, да има, мислам да бидат пониски цените, да се намалат. Што е она што без што не поминува Великден кај вас дома на семејната трпеза? Па без јагнешко, јајцата, убава храна, свечена храна, великденска. Дали мислите дека цените се пристапни до македонскиот буџет? Малку се, али добро сега, нема на еден ден е у годината. Прескапи и мислам, оние кои што имаат, ќе си приуштат, а овие други со малку нешто. Нажалост не, али ќе се потрудиме во секој случај да го обележиме денот. Тоа е голем празник. Скапо или не, традицијата и обичаите сите ги почитуваат. Утре рано пред зори, домакинките ќе бојадисаат 3 јајца, со што ќе започне великденското празнување, а црвени јајца, најголемиот символ на Христовото воскресение, ќе ви бидат подарени во секој дом што ќе го посетите, за да ја соопштите радосната вест, веста за Христовото воскресение. Секако, ова важи за просечните христијани. Оние другите, продолжениот викенд, нема да испуштат да го искористат за некој краток одмор и шопинг во блиските метрополи. Во главниот град дури 1/4 од смртните случаи во сообраќајните несреќи се пешаците. Најголем број на жртви пешаци се лица над 60 години кои се покажале како најневнимателни при премин на улиците. Според статистиката, 2012 е годината во која имало најмногу сообраќајни несреќи, од кои најголем број од жртвите се токму пешаците. Андријана Димитриевска. И покрај големиот број активности и едукативни кампањи за зголемување на безбедноста на пешаците во сообраќајот, сепак подобрувањето на ова поле е минимално. Навиките на граѓаните за поминување на обележани места се подобрува, но сепак се уште е загрижувачки тоа што голем број од пешаците не ги почитуваат сообраќајните правила и знаци, преминуваат на непрописни места и на тој начин предизвикуваат сообраќајни несреќи, кои за жал многу често се со човечки жртви.
Најголемиот проблем е во тоа што и возачите и пешаците сметаат дека се во право, а ниту едните, ниту другите не се недоволно запознаени со нивните права и закони кои ги налага државата. Граѓаните најчесто се жалат на непочитување и нетрпеливост од страна на возачите. Пешаците приговараат и на тоа дека на некои од семафорите во центарот на градот зелениот сигнал трае прекратко, па така малиот број секунди не се доволни за да се премине булеварот. За такви ги посочуваат семафорите кај фонтаната во Градски парк, кај Собранието и кај ТЦЦ Плаза. Сепак пешаците признаваат дека не внимаваат доволно кога преминуваат улица и не секогаш ги преминуваат улиците на обележаните места. Како причина за прекршување на законите за пешаците, тие го наведуваат предолгото чекање на семафорите или пак оддалеченоста на поставените пешачки премини на фреквентни улици, како што е случајот на булевар Партизански одреди. Прекршителите главно се оправдуваат со тоа дека се пешаци и имаат предност. Возачите пак за овој проблем коментираат дека пешаците го злоупотребуваат нивното право на предност и според нив пешаците секојдневно го ставаат на ризик својот живот, а и животот на возачот. Претрачуваат на улиците таму каде што нема пешачки премин или пак додека трае црвениот сигнал на семафорите. Како црни точки возачите ги наведуваат Бит пазар и Зелено пазарче. Кинолошкиот сојуз на Македонија ги поканува сите љубители и одгледувачи на расни кучиња на 3 и 4 мај на терените на хотелот Белви во Скопје да посетат 2 кинолошки изложби, една национална и една меѓународна изложба. Организаторите се надеваат дека како и секоја година, така и оваа ќе се одржат 2 прекрасни манифестации на задоволство на сите кинолози, кинофили и љубители на кучиња. Сите заинтересирани за учество го пријават своето учество преку веб страницата на Кинолошкиот сојуз на Македонија www.ksm.org.mk. Интересно е тоа што секоја куче кое што е на двете изложби ќе освои 2 кандидатури, ќе се стекне со повелба за млад, односно зрел шампион на Македонија. И оваа година оценувањето ќе го вршат реномирани судии од земјата и од странство. Од денеска до 31 мај трае огласот за државната награда 11 октомври за 2013 година. Ова високо признание им се доделува на поединци, група творци, екипи, установи, трговски друштва и здруженија на граѓани од земјата и странство. А се доделува за животно дело во областа на науката, уметноста, стопанството и во другите дејности од јавен интерес. Одборот за доделување на државната награда 11 октомври го објави конкурсот за државна награда 11 октомври за 2013 година, кој ќе трае од денеска па се до 31 мај. Наградата се доделува за животно дело во областа на науката, уметноста, стопанството и во другите дејности од јавен интерес. Ова високо признание им се доделува на поединци, група творци, екипи, установи, трговски друштва и здруженија на граѓани од земјата. Признанието исто така може да се додели на странски државјани, група творци, екипи и институции од странство. На награден поединец му се доделува диплома, плакета и паричен износ. Паричниот износ на наградата 11 октомври изнесува 15 просечни месечни плати во Република Македонија, исплатени во последните 3 месеци во тековната година. Во една година може да се доделат најмногу до 5 награди. Иницијативите треба да се достават на адреса на Министерството за култура на Република Македонија, одбор за доделување на државната награда 11 октомври, улица Ѓуро Ѓаковиќ, број 61 Скопје и на мејлот kultura.gov.mk. Државната награда ја доделува одборот за доделување на државната награда 11 октомври, составен од председател и 12 члена, кој го распишува конкурсот и донесува одлука за доделување на наградата. Државната награда се врачува во Собранието на Република Македонија на 11 октомври, ден на востанието на македонскиот народ. Државната награда 11 октомври за прв пат е доделена во 1959 година. Еве што ќе гледате во денешното празнично издание на Урбаните вести. Спорт. Менеджерот на Манчестер Юнайтед, сер Алекс Фергусон, остана на првата позиција на листата на најбогати тренери во Британија. Актуел, цветните чевли се моден хит оваа пролет. Менеджерот на Манчестер Юнайтед, сер Алекс Фергусон, остана на првата позиција на листата на најбогати тренери во Британија. Ова е само една од спортските вести кои следуваат веднаш по рекламите.